Председателот Заев спомна дека ќе се укине екстерното тестирање во основното, средното и сега ова на факултетите една што го викаат екстерно, па после државен испит. Прво беше екстерно образование. После премиерот викаме не екстерно, државен испит. Па кога виде дека се организираат студентите, вика, ама не се однесува за овие генерации студенти. За тие што се наредните, сегашните средношколци. Кој прави луд? Како може да си дозволи да ја замајува својата јавност? Зарем не знаат луѓето дека тоа што денеска се случува со неквалитетното образование е благодарение на нивните забегани политики. Ки го проверува знаењето кој што професорите го пренесуваат на студентите. Каде е автономноста на универзитетите? Јас ви тврдам дека на крајот екстерно образование ќе има, ама екстерно за Никола Груевски и за неговите министри во власта. Тие ќе излезат на проверка и ќе добијат единица голема колку нивните лаги сиве овие 8,5 години. Знаеме дека покрај честите поскапувања на електричната енергија, најголем удар врз онака кревкиот семеен буџет, мислам дека беше укинувањето на дневната ефтина тарифа на електричната енергија. Ме интересира дали СДСМ по доаѓањето на власт ќе се заложи за враќање на ефтината тарифа. Ви благодарам. Во програмата напишавме, ефтината тарифа ќе ја вратиме. Тоа не е ништо ново, нешто што ни е нас земено од актуелната власт. Како можевме во 2004, 5, 6, 7, 8 да имаме ефтина тарифа, да имаме зголемено производство на електрична енергија и да плаќаме по ефтина струја. Многу едноставно. Одговорот ќе го видите кога ќе ги погледнете податоците од енергетските компании. Денеска ние произведуваме многу помалку струја од пред 10 години. Нонстоп слушаме власта дека преку телевизија, преку вести ви кажува дека намалува невработеност. А ние сите знаеме дека работа нема. Ја младиме најповеќе. Сакам вистината. Дали вистина дека невработеноста се намалува или власта лаже? Првиот начин на кој што намалија невработеноста е што направија измени во неколку закони. Тоа се во Законот за пензијско инвалидско осигурување и здравствено осигурување. Ги зедо оние невработени лица од Агенцијата за вработување кои што се пријавувале само да искористат право за да се лечат за плави картони и истите ги избриша од евиденцијата на невработени и ги префрлија во Фондот за здравствено осигурување. Еве ви, со еден потек вие сте избришале 70.000 лица од евиденцијата на невработени, а тие де факто се невработени. Втората линија како се намалува невработеноста. Имаме иселување од Република Македонија. Пред се на млади лица и високо образовани. Светска банка излезе со податок од 448.000 лица кои што живеат надвор држава. Така да проблемот на невработеноста кај нас е долгорочен. И ова што го кажува ВМРО ДПМН, ова што го пласира владата како теза е сосема погрешно, сосема искривено. Тие гледаат краткорочно. Тие гледаат како на граѓаните на Република Македонија краткорочно да им ги замачкаат очите, да кажат да, ние имаме некаков успех постигнато со вработеноста, но едноставно ова представува крах на нивната политика. Бидејќи се работи за кампањата што да водат владиниве медиуми, негативната кампања околу нашите тимови, значи тимовите за дека ги нема во доволен број, дека било вака, дека било така, но ја тоа можам слободно да кажам дека не е така. И бидејќи и вие бевте во тие коментари, би сакала да слушнам ваше мислење и ваш коментар околу тоа. И она што можам да ви го кажам, и она што го кажувам на медиумите, кој го пренесува. Околу 6.000 тимови на Социјалдемократскиот сојуз се спремни и ја спроведуваат акцијата Работиме заедно. Колку повеќе не игнорираат, толку повеќе ќе не има. Колку повеќе ќе не премолчуваат, толку повеќе ќе влегуваме во сечи дом. Јас би сакала да се осврнам на финансиските проблеми што ги имаат општините, речи се сите општини, натрупувањето на долговите, со тоа што не можат на нас, граѓаните, да ни се осврна на нашите потреби. На општините им се дава
премалку средства, а имаат обврски. Значи пари им се даваат малку. Буџетот вкупниот на Републиката, ако е 3 милиарди евра, на сите општини во Република Македонија и на вклучувајќи го и градот Скопје, само 13% од буџетот отпаѓа како средство. Вклучувајќи плати што се исплаќаат на наставници, сето. Значи, тоа кој значи буџетот ако е толкав, за општините и градот Скопје има само толку. А имаат обврски, не можат да ги исполнат. Што е решението? Значи, прво и основно, треба да се продолжи со процесот на децентрализација. Да се откочи тој процес. На општините не само обврски да им се даваат, туку треба да им се дадат и средства, соодветно да функционираат. Груевски до кога ќе може да задолжува државата и да ги лаже пензионерите со пензиите, со тоа накачувањето, па де кинење, де ова дона, до кога ќе ја задолжува оваа држава? Многу често го поставаат ова прашање, надевајќи се луѓето дека ако секнат парите кои што му ги дават како кредити, нема кај да бега. Тука ќе заврши. Одговорот на ова прашање до кога Груевски ќе може вака ќе да ја задолжува државата е додека не го смениме.